Гостин ова утро во студиото на Утрински печат е Владимир Дојчиновски, Дојчин, автор, композитор и аранжер. Со него ќе ја најавиме детската балетска представа Петар Пан, чија премиера е закажана за 31 март во Националната опера и балет. Добро утро, Владимир. Добро утро, благодарам за поканата. Како се роди идејата за балетската представа за авантурите на Петар Пан и неговите пријатели? Најискрено Петар Пан дел од оваа екипа го работеше и дури 2002 година и беше успешен проект, многу успешен проект, со таа разлика што тогаш се работеше на адаптација на музика од друг автор, од Бруно Вилимски, а овој пат е, да кажам, наша, моја музиката, небитно. Значи, авторска, да. И некако ни фалеше тој предизвик, го збориме одамна со соработниците, поготово со Ирена и со Ристо Самарџиев. Ни недостасуваше малце таа енергија од тогаш и повторно се разбуди детето во нас, што не сака никогаш да порасне. Се нафативме, голем предизвик беше, најдовме супер соработка со Арт балет училиштето и со Тамара и со наставничките таму, бидејќи навистина во две подели по 56 деца, значи имаме 112 деца учесници, имаме и како сега професионални балетани од Национална опера и балет, Николас Урсо, да, и Веселин Трајковски. Значи една комбинација, многу луѓе, многу енергии и мислам дека ќе имаме супер проект. Така, ќе откриеме нешто за представата за која што се очекува да предизвика голем интерес кај младата публика. Спомена дека ќе има околу 120 дечиња, да, во двете представи. Имаме две представи, една од 5:30, една од 8. Билетите од вчера се пуштени во продажба на МК Тикетс. Значи, сакам да кажам за представата, односно за Петар Пан како дел на Джеймс Смит и Бари. Значи, тоа е некаде на почеток на минатиот век и е непресушна инспирација за многу дела, значи за театарски представи, мюзикли, филмови, балетски представи. И сите се популарни подеднаква. Да, и сите си носат некоја своја оригиналност. Значи, таа приказна е секогаш интересна, дури и во нашиот образовен систем влезена како лектира за четврто оделение. Сакам да кажам за нашата конкретна представа дека има 6 сцени. Значи, самата музика е со оркестарски призвук, но ги следи сите тие магии што се случуваат во тие 6 сцени, затоа што имаме тука и го имаме Лондон, имаме летање, имаме крокодили, индијанци, пирати, самови, да, така, значи сите ликови од романот ги има. Костими, светло и навистина мислам дека е убаво за секој кој што може да дојде, затоа што викам колку е за мали, толку и за големите, бидејќи секој од нас има едно дете у себе, што не сака никогаш да порасне. Точно. Иначе представата, пак ќе кажам, има 6 сцени. Нема класично нараторство или либрето, односно либретото е преку сонгови кои што ги пеат Звончица. Значи сценариото е на Ристо Самарџиев и сонговите на Ристо Самарџиев. Кореографија и режија е Ирена Лозинска, наша многу добра пријателка, исто така професионална балерина. Да, учесници и голема благодарност ни се, значи Арт балет и дечињата ги има од секоја возраст и се преубави. За сценската магија на костими. Да, и овие реквизитите со летање, ќе го доживееме ли тоа? Ја мислам дека треба да дојдете и да видиме. Не би откривал сега све, сакам да кажам дека костимограф ни беше Елена Вангеловска, а за сценографијата професор Љупчо Јованов и благодарност до сите нив. Се надевам некого не заборавив, ако заборавив не е намерно, бидејќи сме стварно голем тим. А колку трае подготовката дечињава? Колку време веќе се подготвуваат, ја учат кореографијата? Веќе 6 месеци. Така. А музиката? Исто така, значи процесот е паралелен некако. Значи на сцени, на парчиња, делови се спремаат, се компонираат.
Така, има ли вметнато некои познати рефрени, не знам, или... Па не би рекол дека се познати рефрени, но има 7-8 сонга кои што ги пеат Звончица, кои што се по мене преубави. Поготово не ги крстивме песнички затоа што не се песнички. Значи не се песнички, класични, нема форма на класична песничка. Повеќе би рекол филмски сонгови се, и за да се ова што сакам да ви го кажам, треба да слушнете, видите за да се доживее. Така, веројатно и ќе дојдеме да ја проследиме оваа прекрасна Би ми било чест. Детска представа, детска балетска представа. Инаку во продолжение Дујчин, јас би сакала да зборуваме малце за македонската музика или она што се случува на македонската музичка сцена. Некако јас имам впечаток дека македонските музичари и македонската оригинална музика го губи некако приматот, дека се почести гости на настапи во локалите, нас не се некои гости од соседството. И тие доминираат, не знам, нашата младина се повеќе нив ги слуша и почитува. Па знаете како, тоа е слободен пазар. Значи отворен е пазарот и сите оние кои што ни доаѓаат, ни гостуваат, не е битно дали се од Србија, од Хрватска, од било каде, во нивните земји, односно како продукции, како едно друго, значи навистина инвестираат во своја промоција, во песни, во спотови и така натака. И тоа е природно, значи кога имаш инвестиција, таа инвестиција ти се врати. За разлика од тоа, кај нас се помалци и помалци се инвестира во тоа, без разлика дали самите изведувачи, дали продукциите и така натака. Да, некако е многу мал пазарот, нели? Да, мислам дека све е сведено на некаков аматеризам, малце можам да се изразам така, во однос на пакетот. Зборам како треба една песна да изгледа. Не е битен стил, не е ништо битно. Значи и турбофолк да, ако е спакувано како што треба, тоа понатаму се наоѓа публика и каде да се изведува и така натака и така натака. Мислам дека кај нас тоа се помалци го има. Значи, како зборам вложување во бизнес, ке го наречеме, во тој бизнес, за да се очекува да тоа донесе друг фидбек, не само финансиски, туку и популарност и така натаму. Не знам, можеби во последно време гледам инспирација се наоѓа во изворната македонска музика и еве сега добро проаѓаат преработки на, не знам, на комицки, на стари традиционални македонски песни. И тоа што го спомена дека и овие зборувам дека се убаво спакувани, нели искачаат како целосен медиумски производ. Навистина има во последните неколку години таков тренд, да кажеме, да се бара инспирација и тоа е добро, тоа е по мене во ред за тоа што ете така и помлада публика кој што можеби не ги знае тие песни повторно доаѓа во допир со нашата изворна музика и навистина добар дел од нив се добро спакувани. И нормално дека тоа си носи и публицитет и заинтересираност кај публиката. Пак ќе кажам во оној дел каде што ќе инвестирате во целокупен пакет, многу ретко да нема фидбек. Во нашите соседни земји многу има такви изведувачи. Значи кои што вложуваат во или продукциите нивни. Значи има 2 телевизии кои што се направени само за тоа. Само за музика, да. Самите се продукции, мислам како да ви кажам, значи со милионски студија, со едно друго и природно е дека тоа произведува материјал кој што понатаму можеби како мас медиум, зборам за Балканот, си дава друг фидбек. Имам и исто така и некој впечаток дека во целата во музичка индустрија дека веќе се губи уникатниот глас на пејачот, не знам, има се стануваат. Па знаете како таму можеби ќе прошетаат, не знам, 50 пејачи годинава, меѓутоа 1, 2, 3 ќе останат, ќе се забележат. Тоа е она што се вика
има разлика, јас викам, помеѓу вокален интерпретатор и пеач. Значи, вокален интерпретатор може да пее најубаво на свет, да ми личи на овој, на оној, на оној. Значи, да нема своje. А добар пеач, може да не е толку добар пеач, но кога ќе искочи да мижам да знам дека е он, значи, Така да биде препознатлив. да, значи, кај нас, пак ќе кажам, на времето, зборам во 90-тите години, така, Во тој тој период да го имаше земеме. многу квалитетна музика. Значи, да мижите, така, на радио да иде дали Владе Јаневски, дали Дарио, дали Ристо Самрџев, дали Џафер, дали Олгица Христовска, дали Кочовски сестрите, значи сите си имаат свој карактер кој што одма ги препознавате дека се они. Така. За разлика од тоа време, сега мене сите ми звучат исто. Исто, ете тоа. Дали сега учат го- од иста музика, не ми е јасно. тренд е, да. Па не ми е јасно, мислам, тоа е природно да си различен. Добро е вака ова кој ќе го слушнам од професионалец. Да. Значи, тие работи ни се случуваат зошто, како појма немам, а дефинитивно за да музиката наша има поинаков интерес кон неа, си бара вложување како и во секоја друга работа. Така, бевте и пред неколку години уметнички директор на Макфест. Како е го живее ли Макфест уште оној ја има ли Макфест онаа традиционална препознатливост на македонски изворен поп, забавна мелодија? Па вака, ја бев 4 години уметнички директор на Макфест. Значи, сакам да кажам дека сакав да дадам придонес како и сите мои други колеги што биле пред мене уметнички директори. Мислам дека нема кој 99% од естрадата беше поканета, дојде, пееше, изведуваше песни и многу сум благодарен за тоа. Дури една година ги имавме и Фрајле, учествува, Така... си пеја на македонски, си се надпреварува најнормално. Разликата помеѓу кога ќе прашаат за некогаш Макфест и сега Макфест, многу се различни времињата, значи не е до традиционална, мислам сега да правиме ние шлагери, нема да смешно не е веќе смешни ќе публиката, бидеме. што... Или не само шлагери, мислам, од тоа време има преубави песни. Поентата е во тоа што да кажеме како медиумски покриени настани во тоа време кога Макфест почиња од 86 година. Значи немате, значи може се 10 фестивали од цела Југославија. Така и овој беше Немавме интернет, препознатлив. имавме у секоја земја од бившите по едно-две радија, така? Да. И, значи, сите тие фестивалски сцени, самите изведувачи и автори, Да, на тој начин се едва ги чекаа да дојдат, на тој начин се популаризираше и изведувачот, и авторите, и све. И мислам дека таа разлика, додека сега, да кажеме, вие можете да си направите собствен проект и да го одма стартате на YouTube, на Spotify, било каде. Да. Значи, не таа се потребни разлика- традиционалните медиуми. Да, радиото. и таа е една работа, и друга работа е да кажеме што, еве, до некаде гледам во Хрватска или... Па они си го задржуваат тоа Па нешто. да, они имаат... нивните фестивали. Па они имаат почит кон самите тие фестивали како манифестации. Земаат учество и популарни пејачи, и нови пејачи, небитно, и автори нови и популарни, но пак ќе кажам, тоа е некоја традиција која што си ја негуваат. Ние имавме, мислам дека беше првата година од короната, тогаш прв пат Макфест одлучивме да се одржи на отворено. И имавме јубилејна вечер со оркестар во живо, се пеа тие познати песни. Хитовите, да. Да, беа околу 10-11 наши еминентни пејачи од тоа време, да кажам, Џафер, Ристо, Олгица Христовска, Кочовска, Џокси, ке заборам некои
ќе заборам, не можам на сите да се сетам, да не ми замерат интервали беа и така натака. И стварно звучеше тоа феноменално, магијата беше убава и не врати во тоа време, меѓутоа тоа беше вечер да не потсети како некогаш Макфест звучал. Само еден момент е тоа. И да, сакам да кажам дека едноставно денеска времето е друго и треба да се прави поинаква музика, треба да звучи тоа поинаку и Всушност и новите генерации, помладите тоа го сакаат. Значи, Макфестот секогаш бил и трендовски фестивал, значи си го прати трендот во кој што во времето во кое што се одржува. Не знам што друго би додал, ги охрабрувам младите слободно нека се пријавуваат на Макфест. Макфест е прво преубаво искуство. Значи далеку место од каде што се и лансираа некои. Точно, да, и многу поразлично место е од YouTube. Да, во секој случај. Да се разбереме затоа што прво имате нови познанства, никаде на едно место толку новинари, колеги и така натака, на бина кога ќе се качите таму, че све е другачие. Поинаку од YouTube. Во секој случај, да, тоа е неспоредливо. Не знам, треба ли во минатото имаше македонската музика, не знам, еве некои владата или некои други функционери преку Министерството за култура се обидуваа да ја спасат музичката индустрија, па не знам, се финансираат државни проекти, се препејуваа некои песни, така Јас мислам дека таа идеја беше, да кажеме, добра, но не се спроведе како што треба. Затоа што стварно се инвестираа пари, мене од тоа време да ме прашате никоја песна, не знам. Значи, проблемот е друг. Според мене, требаше да се финансираат проекти, не песни. Значи, во проектот не правиме муавет, еве пари за песна, еве пари за спот. Правиме муавет кога ќе застане продукција позади ова дело. Значи, мислам дека требаше да аплицираат продукции и да се надпреваруваат меѓу себе кој ќе направи подобар, поефектен проект, нормално, вклучувајќи добар пејач, добар автор, добар видеозапис, за да биде комплетен производ. Вака, мислам дека идејата беше стварно добра, се инвестираа пари, а ефектот не се постигна. Така, да, констатиравме дека тоа све што е направено е веќе подзаборавено, носачите се цеда, веќе тоа е надмината технологија во денешно време, не знам, се помалци се снимаат. Уште нешто, нови проекти, еве, ќе помине представата Петар Пан, што подготвува? Па, соработуваме со повеќе автори, и со Весна Малвинова работиме на еден проект. За мојата пријателка Пепа Димитрова спремаме албум. Исто со господинот Григор Копров, што соработуваме многу одамна, исто така спремаме песни. И за Хрватска имаме нека соработка. Посебно ми е исто драго што соработувам и со едно големо име на тие југословенски простори од порано, Саша Драгич, кој што беше менаџер скоро на сите изведувачи на XU просторите и баш сега имаме една нова соработка да се финализира со Лидија или Лиле Бачич од Хрватска и така се работи. Така мора да се работи секогаш. Така. Дојчин, ти благодарам за гостувањето во Утрински печат. Јас останува да ги поканам гледачите на 31 март. Рековме, има две премиери на детската балетска представа Петар Пан.